Во ова издание ќе гледате: Трамп денеска ќе се обрати до нацијата за да ги образложи своите аргументи за потребата од зидот на границата со Мексико. Последната фаза од имплементацијата на Преспанскиот договор утре на седница во Собранието за усвојување на уставните измени. Каква е ситуацијата денес? Музичарите се здобиваат со повреди повеќе од што публиката може да замисли. Ќе ви кажеме повеќе. Станете со нас. Добро вечер, јас сум Анита Шијакова, а вие го гледате Гласот на Америка на македонски. Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп настојува да ја прикаже јужната граница со Мексико како неизбежна хуманитарна и национална безбедносна криза, за да добие поддршка за финансирање на граничниот зид. Спорот околу тоа веќе доведе до 18-дневно делумно затворање на владата. Американскиот претседател Доналд Трамп денеска во телевизиско обраќање до нацијата ќе ги образложи своите аргументи за потребата од зидот на границата со Мексико. Обраќањето се случува пред најавеното патување на Трамп во четврток на границата со Мексико. Демократскиот лидер, сенаторот Чак Шумер, изјави дека ако Конгресот попушти на барањето на претседателот за зидот, тоа ќе доведе до катастрофа. Алијансата на албанците ќе ги поддржат уставните измени, откако попладнево премиерот Зоран Заев прифати дел од нивните барања. Во преамбулата се брише зборот граѓани кои живеат во границите и се набројуваат сите заедници. Каква е ситуацијата ден пред последната фаза од имплементацијата на договорот? Од извештајот на Владимир Мирчевски. На ден пред стартот на финалната собраниска фаза од уставните измени се уште е нејасно дали владеачкото мнозинство има обезбедено двотретинска поддршка поради условувањата на албанските опозицијски партии. Клучните барања се тргање на терминот македонско државјанството за граѓаните албанци како и официализирање на албанскиот како службен јазик. Денеска зова со Беса на Касами со Алијансата за албанците на села зборуваше Зоран Јанковиќ, шефот на канцеларијата на НАТО во Македонија. И представникот на канцеларијата на НАТО беше позитивен во насока дека треба да се најде решение, дека треба да се зборуваат за сите аспекти или политички и уставни кои во наредните денови ќе бидат дел од дебатата во собранието и да се најде начин како да се дојде до двотретинско мнозинство и со самото тоа да поминат уставните измени. Предлагачот во случајот владата настојува на тоа првата реченица на преамбулата да почнува со граѓани и македонски народ и да продолжува како и граѓани и делови од народ. Никој не треба да се плаши од еднаквоста, никој не треба да се плаши од праведноста, а сите ние треба да се плашиме од компромисите кои се правеа со законот за амнестија и други компромиси кои ги гледаме преку специјалното јавно обвинителство и така натаму. Дуи повторува дека за албанците нема повисок интерес од зачленувањето на Македонија во НАТО. Од тука владеачката албанска партија се сомнева дека некој преку барањата на БЕС и на Алијансата сака да му наштети на процесот зимето. Имам чувство дека постои скриена рака во процесот кој што сака да го уништи тој процес. Не би сакал албанските политички партии да бидат, ако и поради наивност или поради недобро снаоѓање во ваквите тешки политички процеси, да бидат перцепирани како делови на таа скриена рака за уништување на процесот. На прашањето дали ќе ги поддржат предлог амандманите на владата ако не се прифатат нивните барања, одговорот и од БЕС и од Алијансата е дека тоа ќе зависи од текот на собраниската дебата која стартува утре. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Билките кои во минатото се користеле за лекување болести, денеска наликуваат на напитоците за магија од филмовите со Хари Потер. Дебора Блок не носи во еден американски музеј, кој го чува овој дел од историјата. Повеќе од 140 години, се до 1930-тите, семејната фармацевска компанија аптеката Стаблер Леб Бер снабдувала со вишок асортиман на лекови.
По затварањето, новиот собственик на зградата во која се наоѓа ја зачува во автентична состојба и ја претвори во музеј. Многу лекови кои луѓето ги купувале, веројатно биле за мали заболувања, како осип, различни состојби на кожата, грип, главоболка. Аптекарскиот музеј содржи илјадници предмети, вклучувајќи инструменти за земање крв, стаклени шишенца за чување на отровни течности. Како во модерна аптека, покрај лекови, тука се продавале и други работи. Многу други хемикалии, како бои и парфеми, се правеле и се продавале овде, но се продавале и машини за шиење, пенкала, бебешки шишиња. На оригиналните полици на продавницата се наоѓаат десетици рачно изработени позлатени стаклени шишиња за течности. Овие шишиња веројатно биле дел од оваа фармацевска колекција од 1850-тите. Голем број од нив имаат траги од остатоци од состојките. Други, зачудувачки, се уште содржат течности и стари со децении, вклучувајќи цимет, јод, антисептик, опиум, кој се произведува од цветот на фионот. Опиумот бил многу ефикасен против болки и често се користел за лекување на грип и дезинтерија. Горната соба наликува на филмовите со Хари Потер, со стари дрвени кутии и фиоки за чување на билки. Билките аконит и волзбан се користеле против болки, но се употребували за да се стави под контрола насилството на врколаците за време на полна месечина. Ако имате проблем со врколак, таков е третманот на полна месечина. Но практичната употреба на билката била за гихт и болка во зглобовите. Во серијата Хари Потер, крв од змеј се користи за правење напивки. Но всушност, крвта од змеј доаѓа од дрва чија црвена смола најчесто се користела како лек. Овие суви диви моркови помагале да се намали воспалението. Изненадувачки е како тие изгледеле кога првично биле спакувани и испратени. Овој посетител од Калифорнија е заинтересиран од различни растенија, вклучувајќи канабис. Користењето на билките и растителната медицина се враќаат, па за мене тоа беше најинтересно, бидејќи работам во индустријата за канабис. Додека некои лекови беа отфрлени откако се дозна дека се токсични, се уште се потпираме на други во денешната модерна медицина. Универзитетот Џон Хопкинс формира Центар за музика и медицина, кој со холистички пристап им помага на музичарите кои се здобиваат со повреди додека работат. Фаиза Ел Масри има повеќе за ова. Басистката Челси Страер е бруцушка во конзерваторијата Пибоди на Универзитетот Џон Хопкинс во Балтимор. Се трудам да вежбам најмалку 3 часа на ден. Дополнително имам и други проби кои траат по неколку часови во текот на денот. Многуте часови и интензитетот на вежбите и предизвикале болка. Имав болка во рацете и претходно, но никогаш не во зглобовите. Добив и модринки на истото место. Нејзината професорка ја охрабрила да го посети Центарот за музика и медицина, сместен во студентскиот кампус. Коосновачката Серап Баштеп Греј вели дека музичарите се здобиваат со повреди многу повеќе отколку што луѓето можат да претпостават. 4 од 5 мина музичари кои свират некаков инструмент ќе се здобиат со повреда барем еднаш во нивната кариера. 2 ќе продолжат да свират, но ќе добијат хронична болка. 1 ќе заздрави и ќе продолжи да свири, а за жал 1 за секогаш ќе се откаже од оваа професија поради повредата. Асистентката Дин Сара Хувер вели дека постоењето клиника на кампусот им испраќа порака на студентите. Тие исто така сваќаат дека е добро да се разговара за ова, место да се премолчува. Станав свесна дека треба да правам паузи, бидејќи е подобро да паузирам од време на време отколку да престанам да се занимавам со оваа професија понатаму во животот. Инженерите и невролозите на Универзитетот Џонс Хопкинс сега работат на развој на паметна гитара, која ќе мери колку притисок гитаристите ставаат врз нивните раце и прсти додека свират. Ова ќе биде корисно при тренинг на музичарите, така што ќе може да развијат одредени вештини без многу да вежбаат. Греј вели дека овој пристап ќе им помогне на музичарите да уживаат во она што најмногу го сакаат, создавање музика без повреди. Тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Гледајте не утре во истото време.